Moj život, moja sudba, moj dom. Što se slučuvalo pred 100 godini vo Skopje? Vo 1924. godina vo Skopje bilo natočeno prvoto pivo proizvedeno od Skopskata pivarnica. Istata godina togašnata parna pivara vo Skopje ovozможила услови за подигнување на сопствени конјушници, бидејќи во тоа време запрежните коли биле главно средство за превоз и разнесување на производите на компанијата, кои се разнесувале не само низ Македонија, туку и низ целиот Балкан. Парна пивара е формирана во септември 1922 година и тоа е првото име на Скопската пиварница. Во таа година се поставени темелите на првата фабрика за пиво во Македонија, кој денес се наоѓа на истата локација. Таму, 2 години подоцна, во 1924 година, конечно се наточени првите буриња со скопско пиво. Парна пиварница во 1922 година купила земјиште од 32.347 метри квадратни покрај железничката линија Скопје-Ниш, 2 километри источно од Скопје, и таму почнала да гради фабрика. Истата таа година е основано индустриското предпријатие Парна пиварница Скопје. Основачи на оваа пиварница биле двајца чеси, инженерот Виктор Цајс и банкарот Карел Хусник. Тие инвестирале сума од 3 милиони тогашни динари, која веќе следната година била удвоена, а во 1924 година инвестицијата извесувала вкупно 9 милиони динари. Во периодот пред војната годишниот производствен капацитет на пиварницата бил 35.000 хектолитри пиво, 720 тони слад за пиво и 1500 тони мраз. Номиналното работно време пред војната било 8-часовен работен ден. Поради тоа што пивото најинтензивно се трошело во време на летниот период, од 1 април до 30 септември, во пиварницата се работело секој ден без слободни денови. Во есенскиот и во зимскиот период се работело само 3 дена неделно. Во последните 3 години пред Втората светска војна, трошењето и производството на пиво пропорционално се зголемувало и тогаш почнало да се работи секој ден во текот на целата година. Така било во Скопје пред 100 години. Moj dom, moj život, moja sudba, moj dom.